Осогово в Чеполе 1:2 и се е кажано. По изненадувачкиот пораз од Тиверија во струмите сега стигна и срамниот пораз од Овчеполе среде Кочани. Надиграни, победени и плюс испровоцирани за немили сцени на стадионот Никола Мантов, како во времињата кога судиите бегаат публиката по пругата или преку ниви. Овчеполе веројатно му е најнезгодниот противник на Осогово и тоа досега се покажало многу пати. Особено во минатогодишното и предминатогодишното првенство, кога светиниколчани со победа или реми си заминуваа дома. И на овој првенствен надпревар Овчеполе лесно дојде до водство, уште во 9-та минута, преку прицепниот нацев, кој со претезен удар го совлада немолкниот Лазаров. По примениот гол осоговци притиснаа кон голот на гостите, но во одлучувачките моменти не знаеа да реализираат. И како според некој сценарио на почетокот на второто полувреме уште еден нокдаун за домакините. Гостите во одбрана вешто уфрлија зад одбранбената линија на Осогово. Трндафилов на време влезе и погоди за 2:0. По овој гол осоговци тргнаа на се или ништо. Таквата игра донесе резултат пред искусниот Натков, кој намали на 1:2. До крајот на преварот на теренот имаше се, само не фудбал. Гостите се превиткуваа, одолговлекуваа, провоцираа, а во сето тоа им помогна судијата Стојанов, кој како да беше нивни 12-ти играч. На крај светениколчани се заминаа со 3 бода, а Осогово ќе жали за пропуштеното и ќе очекува некаков епилог од дисциплинските органи на ФФМ. Сепак, за се што им се случува на стартот на новото првенство, жолто-сините вината треба да ја бараат во сопствените редови, бидејќи несватливо е во ситуација кога сите обврски им се исплатени, фудбалерите да играат без доволна мотивација и желба да се надигра и победи противникот.